Нов удар врз джебот на граѓаните. Ценовен шок ги чека за неполни 2 недели. Месото и совомеснатите производи ќе поскапат од 20 до 40% по великденските празници, алармира групацијата за производство на месо и преработки од месо. Бараат владата да ги врати старите квоти за увоз на замрзнато свинско месо кои ги преполови лани, ослободување од царина на месо за преработка и вклучување на месната индустрија во 6-тиот пакет мерки за помош на стопанството. Велат, без помош може да го протуркаат Великден, но по празниците ќе следуваат драстични поскапувања. 250-260 денари е чаден свински бут, таа цена после празниците би отишла, да речеме, над 320 денари. Во зависност од тоа дали ќе имаме продолжување на мерките. Ако имаме продолжување на мерките, ние во прилика нема да биде 40%, бидејќи 20% од прилика е царината на суровината што ја плаќаме, за која што бараме да бидеме ослободени, и од прилика на покачувањето би било само за износот, за процентот кој што е покачен на суровината на светскиот пазар. Производителите и преработувачите на месо велат дека најголемиот удар нема да го претрпат само граѓаните, туку и стопанството и државата. Ако не им се помогне, предупредуваат дека на многу компании им се заканува клуч на врата, а на многу вработени опасност од губење на работните места. Не се само директни вработувања, значи отприлика членки се 20, во групација се 20 компании, меѓутоа не се само директните вработувања во прашање се и индиректните вработувања. Во моментов на домашниот пазар има од домашните фармери на свинско месо вишок, но никој не го има воочено тоа, затоа што месната индустрија во целост го откупи целиот вишок и го намени за преработка. Сликата е малку по-широка. Од групацијата очекуваат барањето за квотите да биде прифатено поради успехот во последните 3 години, бидејќи бил откупен вишокот месо во земјава, за 20% се намалил увозот на готови совомеснати производи од странство, додека домашното производство се зголемило до 14%. Граѓаните пак се погневни бидејќи секојдневно растат цените на зејтинот, млечните производи, јајцата, шеќерот, овошјето и зеленчукот. Се погласно бараат замрзнување на цените, барем на најосновните прехранбени продукти, но засега нивните барања не наидуваат на слух кај надлежните.